Оваа телевизиска прибима ја реализираме во битола меѓу дел од делегатите. Целта ни е по неполна година од доведувањето на делегацијскиот систем најнепосредно да чуеме некои искуства од една делегација, односно од делегати од оваа општина. Да отвориме поширок разговор, што секако нема да се исцрпи само со оваа емисија. На интересирано делегатско секојдневје и одговорите на секојаш присутните прашања во делегатските обврски и права. Што и како? Се наоѓаме во Организацијата на Здружен труд конфекција Иднина, во една од основните организации на Здружениот труд Хераклеја. Разговараме со делегатската единица, исто така се присутни и еден мал дел од делегатската единица на местната заедница Тодор Ангелевски. Би сакал со 2-3 основни показатели да ве запознам со големината на оваа организација, така што во истата се вработени 1150 работници, со тенденција да од година во година тој број на вкупно вработените се зголемува. Основното производство и ориентација на оваа организација е лесна и кожарска конфекција, а од целокупното производство скоро 80% е наменето и прилагодено за извоз во источните и западните европски земји. Исто така би сакал да напоменам дека оваа организација носи карактеристика на една забрзана интензивна динамика, како во својата реконструкција, оптимализација на самите објекти, исто така и со својата визија за перспективата на организацијата како таква. Другар председателе, какви се глобалните оценки за досегашната работа на делегатите и делегациите во општината Битола? Основниот политички мотив за афирмација и потврдување, практичното потврдување и афирмирање на делегатскиот систем како инструмент и форма за самото самоуправување, односно политичкото одлучување и власта на работничката класа, е детерминирано во статутот на општината, деловниците за работа на соборите и деловниците на самите делегации, како и со програмската своја насоченост. Во рамките на овие документи, а и во смисол на досегашната практична ангажираност на целокупните делегати и делегации и целокупниот делегатски механизам, нашата основна преокупација се состои во неколку поенти и пунктови, како да кажам. Преди се работи за тоа како да ги покрениме сите делегации и сите членови на делегациите и самите делегати во севкупната општествена акција, а што воедно подразбира обезбедување доминантната позиција и улога на работничката класа, да во потполно совладее со средствата и условите и со плодовите на својот труд, односно како да се поуспешно обезбеди размената на средствата и трудот и како да се обезбеди поврзувањето на средствата и трудот. Исто така е наша преокупација и, ако сакате, секојдневно настојавање во смисол на тоа да се создаваат услови за афирмација и успешно дејствување на делегатскиот систем, што воедно подразбира и усовршување, оспособување на самите делегации за борба против сите отпори што се уваат на патот на успешното дејствување на самиот делегатски систем. Исто така наша преокупација, наша основна ориентација во дејствувањето се состои во настојавање за политичко динамизирање на самите делегации. Ова заправо произлегува од самата суштина и, ако сакате, од обемот на вкупниот самоуправен механизам, со тоа што во рамките на нашата општина дејствуваат преку 600 делегации, од кои околу 470 во основните организации на Здружен труд, 120 во местните заедници и 5 делегации во општествено-политичките организации.
односно во разгранатиот механизам учествуваат преку 6000 делегати, што на адекватен начин зборува и за една перманентна наша акција и активност за покренување на целината на ваквиот механизам. Другари делегати, како изгледа тоа активно секојдневје во вашата делегација, во вашиот работен колектив, во вашата основна организација на Здружен труд? Односно, како се остварува контактот на делегатите со делегацијата? Колку делегатите се присутни во самоуправното анализирање и решавање на проблемите во својата основна организација на Здружен труд? Контактот на делегациите му е секојдневно со работниците. Контактот на делегатот со делегацијата е на самата седница на делегацијата. И то пред седницата на собранието. Таму на собранието се третират прашања кои се на секој прашање што треба да бидат разбава на самото собрание. И како материјал тие и добиваме од делегацијата информатор. И то секој еден делегат директно си добива тие материјали. Значајно е што некои од делегатите се директно се во самоуправните органи. И тие прашања што се третираат на самото собрание се пренесуваат многу лесно, се пренесуваат на самата организација, на самите работници. И то секој работник директно учествува во самата работа. Рековте дека делегатите се состануваат редовно со делегациите. Дали тие состаноци се навистина чести? Па кога ќе бидеш пред Според проблемот и според потребата. на собранието. Рековте дека од собранието делегатот ги пренесува проблемите, односно прашањата во самоуправниот орган, оние делегати што се членови на самоуправните органи. А колку е досега во практика? Дали сте имале примери тие представници, односно тие делегати кои што се во самоуправните органи, да своите прашања од својата основна организација на Здружен труд ги изнесуваат на собранието? Да. Има ли така? Има чак. Каква е акционата врска, односно ангажирањето на делегатот во собранието на општината? Разгледувајќи ги материјалите, делегацијата изградува своји ставови, по истите и преку делегатот тие ставови ги изнесува на седница на општинското собрание. Нашиот делегат активно учествува во работата на собранието, залагајќи се за усвојување на ставовите, размена на нашата делегација, водејќи сметка за ставовите на другите делегации, како и интересот на општината. По одржувањето на седниците на општинското собрание, нашата основна организација на Здружен труд, членовите на делегацијата ги информира преку одржување на состаноци на делегацијата. Интересно е, најчесто досега, барем во практиката на општинските собранија и на самоуправните интересни заедници, делегатите велат настапувам од име на својата делегација или ја застапувам таа делегација или таа основна организација на Здружен труд. Дали при тоа, мислам низ вашата практика, низ вашата работа како делегати, се води сметка првенствено за поширокиот интерес на општествено-политичката заедница? Да, секој се води. Дали може да ни кажете некој пример, може би за некој прашање во таа смисла? Навистина чудно да јас, млад самоуправувач, можам да учествувам во работата на едно самоуправно тело од такво ниво и равноправно ги застапувам интересите на мојата основна самоуправна заедница. Секогаш кога истакнувам пред општинското собрание, истакнувам во име на мојата делегација, затоа што сум задолжена да ги пренесувам заемните ставови на истата. При конечното одлучување при општинското собрание, како делегат, се залагам за усвојување на заклучоците на мојата делегација, затоа што при тоа водејќи сметка и за ставовите на другите делегации. Од досегашната работа на мојата делегација не дошло, изградените ставови биле идентични со ставовите на другите делегации, така да не е дошло до разидување на истите. Сметам дека истакнувањето во име на својата делегација е она новото во делегатскиот систем и излегување од класичниот одборнички систем. Овде е посебно значајно е прашањето за информираноста на делегатите. И тоа за информираноста не само за проблемите со кои се бави
работната организација, туку и комуната во целина. Како стојат тука прашањата? Во делокрugот на работата на делегацијата, едно од основните задачи е информирањето на работните луѓе за работата на собранието. Тоа информирање се врши преку самите делегати, на состаноците на самоуправните органи, делегатскиот информатор, собирот на работните луѓе, локалните информативни средства во градот и вестникот во нашата индустрија. Бидејќи нашата делегација брои 15 делегати кои се делегирани од сите производни и непроизводни оделенија, делегатите на сите на своите работни места пренесуваат она што е одлучено во собранието и тоа за донесените решенија на собранието и перспективните планови на истото. Низ кои форми се обезбедува комплетна, но и конкретна информација, информираност на избирачите, на делегатите и тоа на релацијата Општинско собрание, делегат и интересна заедница, делегат? Не можеме да се пофалиме да новиот делегатски систем и работата на истиот е целосно сватен за ова кратко време. Една или основна форма на избирачите по право на информирањето на делегатите, делегациите, работните луѓе и граѓаните е делегатскиот информатор, кој го издава собранието на општината и го доставува до сите членови на делегацијата. Други форми на информирањето, тоа се локалните информативни средства, битолски вестник, радио Битола, нашиот вестник во индустријата, разни станоци на ниво на делегација, собир на работните луѓе, самоуправните органи и слично. Вашиот впечаток е многу интересен после овој ваш одговор. Кажете ни, дали сето тоа е доволно членот на делегацијата и делегатот да биде комплетно, но и конкретно информиран? Што мислите? Па би требало до некаде ми се чини, нали, да сепак биде запознат дотичниот, нали, секој да биде информиран на време, да може да учествува каде што е потребно. Овде е исто така интересно прашањето, кои се оние проблеми што притискаат, да така речем, ставот на делегацијата да биде поизразен на седницата на собранието на општината? Од досегашната наша пракса во присуството, значи учеството на седниците во општинското собрание, можам со сигурност да кажам дека не се појавиле некои проблеми за усвојување ставовите на делегацијата, бидејќи истите се единствени и се подударат со другите делегации. Исто така и со работата на, односно со политиката на општествено-политичките заедници во општината. Досега не е појавен некој проблем од причини што претходно делегацијата е запозната, односно информирана од овие материјалите се разработени, разгледани во собранието и делегацијата е информирана, па поради тоа не се појавиле и некои посебни спротивни ставови. Да го продолжиме нашиот разговор, би било интересно да чуеме, да дознаеме каква е ангажираноста на Сојузот на комунистите и на синдикатот во основните организации на Сдружениот труд и на Социјалистичкиот сојуз во местните заедници за надменување на пречките, односно за поодговорно и поактивно исполнување на обврските на сите делегати. Се мисли на редовност, ангажираност, иницијативност и слично. Видете, Сојузот на комунистите на основната организација на Сдружен труд Иднина е едноставен идејан носител и покретач на активностите во изградувањето и развивањето и унапредувањето на самоуправните социјалистички општествени односи. Оттаму и делегацијата доаѓа до израз на работата на собранието во информирањето на работниот човек за работата на истото во разрешувањето на задачите на општествено-политичките и самоуправните интересни заедници и тука доаѓа до полен израз. Сите новини од собранието пренесени во нашиот колектив
детално се анализираат на седниците на Сојузот на комунистите и синдикатот, па оттаму се презема конкретни решенија за оживотворување на истите. Не можам да не спомнам дека нашата делегација брои 15 члена, од нив се 8 членови на Сојузот на комунистите и оттаму работата нивна е едноставна со политиката на Сојузот на комунистите во основната организација на Здружениот труд. Во нашиот разговор учествуваат и членови на делегацијата на местната заедница Тодор Ангелевски од Битола. Затоа сакавме да знаеме како изгледа активното секојдневие на оваа делегација. Практично, како изгледа стварно тоа секојдневие на вашата делегација? Прв проблем на кој најдовме беше како, на кој начин да се организираме за да ја вршиме правилно функцијата на делегацијата. Се постави прашање кој ќе ја свикува и кој ќе ја припрема седницата на делегацијата. Ги прифативме сугестите на делегатите да се конституираме. Те изабравме преседавач и заменик. Втора претушкотија ни беше да најдеме содржина на работата. Основните насоки за работата на делегацијата ни беше делегатскиот информатор, кој содржината е обработувавме. Но во самата работа ни се наметна и такви прашања, интерни прашања, кои се однесуваат да ги решуваме во оквиру на местната заедница. Досега одржавме 10 седници на кои расправавме, третиравме околу 30 прашања. Покарактеристични се овие: врска меѓу работните луѓе и граѓаните со делегацијата и собранието, проблеми од невработеността, проблеми со снабдување со вода, комунални проблеми и бесправната градба. Карактеристично беше и тоа да голем број делегати учествуваа во своите дискусии и даваја реални предлози, така да имавме околу 112 дискутанти. Усвоените ставови и мислења од делегацијата ги пренесуваја делегатите во собранието. Деновиве го усвоивме и деловникот за работа, што ќе ни овозможи полесно да раководиме со самите седници. Постојат размислувања како да ја поврзиме делегацијата со работните луѓе и граѓаните и да ги информираме за работата на делегацијата и сугестите на граѓаните за работата на делегацијата да дојде до израј. Така заклучивме да најмалку еднаш годишно ги упознаваме граѓаните со работата на нашата делегација. Каква е соработката меѓу Советот на местната заедница и делегацијата? Советот на местната заедница на Тодор Ангелевски пред се има и свој тела, што мислам дека покрај тие, односно со тие тела, многу подобро се соработува и со делегацијата. А тие се тела што ги имаме: комисија за вработување, комисија за здравство, комисија за комунални проблеми, имаме совет за потрошувачи и корисници на услугите. Преку овие тела проблемите на подрачјето на местната заедница кои се појавуваа или се доставени од граѓаните поединачно или комисијата ги открива, ги изнесува на Советот на местната заедница на своите седници, каде се разгледуваат тие проблеми и донесува Совето заклучоци. Дали тие проблеми ќе може да ги реши самостално со органите на општинско собрание или треба да оди на делегацијата. А како се реализира врската меѓу делегацијата и собранието на општината? Веднаш по добивањето на делегатскиот информатор или материјалот за седница на собранието, нашата делегација одржува седници. На седниците ги разгледуваме во главном прашањата кои што се сврзани со нашите интереси и потреби, а не и целокупниот материјал кој што е предвиден за самата седница. За земените ставови од страна на членовите на нашата делегација, ние делегатите ги пренесуваме на седница на Соборот, односно Собранието. На наредната седница на делегацијата ја запознаваме со работата на Собранието, односно како се решени прашањата од страна на Соборот, односно Собранието. Во главном таа е врската помеѓу делегацијата и Собранието. Овде исто така се наметнува прашањето за врската меѓу основните организации на Здружениот труд и местната заедница. Тргнувајќи од фактот да Битола, сите местни заедници, вклучувајќи и нашата заедница, пред 2-3 години има подпишано самоуправен договор со најголем број организации на Здружен труд. Самоуправен кодекс. Така наречен самоуправен кодекс. И
Сметам да тие врски се добри, така да попозитивни се врските со организациите на здружен труд, на кои вршат одредени услуги, како например водовод и бањи, организацијата за Жито Македонија, Јавор, организацијата Прехрана и многу други. Овие врски секако се од голем интерес за граѓаните, затоа што граѓаните се животно заинтересирани како тие вршат услуги на потрошачкото подрачје. Меѓутоа, дискутирајќи за овие проблеми, делегацијата завзеде едно становиште дека во идна работа ќе треба тие врски да бидат далеку поголеми. На нашето подрачје живеат над 10.000 граѓани и нормално е да се смета да самиот живот раѓа и одредени проблеми. Но како најакутни и отворени проблеми на подрачјето се вработувањето на над 600 релативно млади луѓе со најразлични квалификации. Второ прашање кое е дискутирано и кое е отворено и чека решението е прашањето што на нашето подрачје го поплавуваат разни води. Понатака прашање што има голем број неземјени улици, отворена канализациона мрежа, така да проблемите се отворени, согледани и од местната заедница и од делегацијата, презентирани се до општинското собрание за решавање на овие акутни проблеми на подрачјето од местната заедница. Друга председателе, и од овој разговор, во кој ние немавме претензии да ги дознаеме сите резултати и искуства и проблеми на делегатската база, целокупна делегатска база Битола, произлегува дека покрај она што е евидентно остварено, сепак присутни се проблеми и пречки во тоа, што би се рекло, оптимално комуницирање, ангажирање, активирање. Ова наше искуство isfrli na површина одредени проблеми, па би рекол и дилеми, кои најверојатно во нашето непосредно практично политичко ангажирање ќе барат и конкретни решенија или на почетокот и ориентации и правци за нивното разрешување. Во основа тоа би бил, не би рекол дилема, проблем за целосна и афирмација и афирмирање на пошироката самоуправна база. Понатака еден од дилемите е како да се оствари и на кој начин комуникацијата, секојдневното и договарање на делегатот со делегациите, односно на оној делегат кој произлегува од повеќе делегатски единици, или што е многу битно прашање, а тоа и впрочем на една од минатите седмици се манифестираше, на кој начин да се изедначи поединачниот, индивидуалниот интерес, дали е тоа на делегација или би рекол и на еден одреден собир на работни луѓе со заедничките и општествени интереси и барања во рамките на комуната и пошироко од тоа. Исто така една од дилемите е и изедначувањето на ставовите на Општествено-политичкиот собор. Заправо, нашето тумачење е дека делегатите на Општествено-политичкиот собор мора да се придржуваат во основа од совземените ставови на делегатската единица, односно на Општествено-политичката организација од која произлегуваат. Меѓутоа, тие ставови во секој случај мора да се изедначуваат пред Општинската конференција на Социјалистичкиот сојуз, како пред Социјалистичкиот сојуз како фронт на организираните сили. Ние денеска слушнавте и сами разговаравме со членовите на делегацијата на основната организација на Здружен труд Хераклија Иднина. Тука беше и председателот на собранието на општината Битола, беа и другарите од местната заедница, другарите делегати од местната заедница Тодор Ангеловски. Ова наша емисија во секој случај би требало да значи еден почеток на наши средби, слични наши средби со делегати во другите општини од нашава република. Другарки и другари делегати, ви благодарам за разговорот. Ова.
Денеска Скопје се гради како современ град со сите условија кои ги пружат достигнувањето на техниката. Посебно во затоплувањето на градот се применет централен систем на затоплување, каде од неколку централни топлани се грее целиот град. Тоа возможува прво хигиенско грејање, ја заштитува атмосферата во градот од издувни гасови, а од друга страна тоа е и најевтиниот систем на грејање. Денеска во Скопје, после 10-годишна изградба на топлификационата мрежа, се греат 12.000 станови, или вкупно приклучени се на топлификационата мрежа капацитети од 120 милиона калории, кој одговара на околу 40.000 нафтени печки. Градот има 2 топлани и 2 помали котларници. Денеска од овие 12.000 станови и од прилика 30% од работните простории, околу 2% од приклучените станари повремено негодуваат да не добиват оние параметри, онаа топлина која е со прописите предвидена. Со топлата вода имавме големи проблеми. Испочетка нас кога ни ја пуштија негде април месец прошлата година, топлата вода не показа добар ефекат, затоа што големи течења имаја. Колку се спречија течењата на водата, ние видовме и дефекти други. Пукна термометаро, тоа беше долго време, истечена голема количина вода. Па фати после периодот за чистење, за поправки преку летото, и тоа време немавме, а кога дојде на крајот годината, сето тоа беше паушално, плаќањето беше огромно. Ние платиме негде ладна вода 7.500 кубни метара, кој нас приближно не кошта околу 8 милиони динари. Топла вода во нашиот стан ние немаме веќе неколку месеци, па затоа сме принудени кога се бањаме или кога периме да грееме. Не повеќе тоа ни е тешко, кога гледаме дека има топла вода и ние влегуваме во када, но после извесно време така намокрени, вода снемува и ние не знаеме што да правиме. Викаме да се грее, но одеднаш не може. Неколку пати се случува да ние кога ќе се бањаме има топла вода, потоа снемува, ние се избањуваме со ладна вода, а кога ќе се избањаме веќе доаѓа топла вода. И топла вода мора да пуштиш по читави 15 минути да тече, а тоа е многу кошта таа вода, 1000 динари нависи тон тамо и мора да чекаш да дојде топла вода. Значи пумпите нешто не му се во ред, да може постојано да има од кога ќе пуштиш одма да тече топла вода. Воопшто мора секој станар да потроши толку многу вода за да добие таа вода. Значи не е во ред топлата вода, иначе као топла која ќе има добра е. Треба 2 кади да напунеш со ладна вода па да дојде топлата вода. Тоа е стварно голем проблем. Топлата вода, бидејќи ни служи и за миење и перење на некои алишта, ние мораме да грееме топла вода. Не повеќе тоа ни се губи време, а воедно и се троши струја или плин, затоа што ние за 2-3 садови мораме топлата вода да ја загреваме и да го уклучуваме шпоретот. Ево баш денеска перам и сами гледате дека топлам вода, затоа што нема, морам јас да ги исперам тие ствари, па затоа сум приморана да греам вода. Ова не се случува само овој ден, но тоа се поновува и други денови. Нема вруче вода стално, тоа е проблем голем. Ние поред тоа со главниот председател јавуваме до парно топление ни одговара тамо ќе дојдеме. Има цевка пукната, ако има цевка пукната, тоа ќе биде за стално, а не он неделите 1 ден или 2 ќе пуштат по 1 саат. Кој ќе се измие, кој не ќе се измие и така се облечеме и се бајниме со ладна вода. Станарот место да користи топла вода со 50% разблажена, он ја користи 100% од славината за топла вода и на тој начин, разбира се, нешто да плаќа, оној 50% да плаќа по 70 динара колку е кубик, он треба да го плаќа 2500 динара. Мислам дека е толку кубик топла вода. Со еден збор, режимот топлификација не се држи
на пропишаните режими. Јас сматрам дека ова е веќе во надлежност на надлежните инспекции. Во 73-та година, поготово во 72-та година, ние немаме никакви проблеми. На објекти што ги предававме, а објекти кои што беа загревани исто така од еден конзум. Меѓутоа, оваа година се тие присутни. А со парното грејање, ниеден од станарите не може да рече, па чак и долните станари кои се во први, други, трети кат, и тие се жалат, затоа што има прекиди, тие преку ноќта не греат стално, со тој прекид стано се ладит преку ноќта. Од парното грејање во станот не сме воопшто задоволни, цело зимо има како парното не работи редовно, го исклучуваат баш кога е најпотребно, навечер кога гледаме телевизија, и во такви случаи мора да се снаоѓаме со греалица или со некои други средства за затоплување на станот. Што мислите да преземете во оваа ситуација? Во оваа ситуација мислиме во договор со другите станари од зградата, ако може да се види околу исклучувањето на парното, да го исклучиме, пошто не е воопшто рентабилно, го плаќаме, непотребно плаќаме повеќе пари него што го користиме. Поготово за нас музичарите, за секога е проблем ладната, не? Поготово за ние што мораме дома да работиме, да вежбаме, тоа ни е главна работа, а ладното не ни дозволува, флейтата е замрзната, прстите се ладни и никаков успех не можем да постигнем. Овие станари не добиваат доволна количина на топлина од неколку разлога. Во поедини случаеви се работи да поради нередовно одржување на инсталациите од централно грејање, доваѓа до неправилности во циркулацијата на топлата вода во самата зграда. Разлог за тоа може да биде појава на ваздух во инсталацијата, која треба да се редовно обезваздушува. Дешава се да циркулационата пумпа биде исклучена поради неплаќање на електричната енергија од страна на електродистрибуција да се исклучи, или пак до некој дефект во инсталацијата. Па до сега со парното грејање воопшто не сме доволни. Тоа што од прошлата година, кога се вселивме, беше сосем онака неисправно. Еден ден работи, некаде околу 15, 12 го пуштија, после моравме со греалици мало дете, така да воопшто имаме проблем с неја. Истиот случај сега. Како што гледате, еве јас греалицата, ја употребувам тука, плаќам и за парно, плаќам и за струја. Конкретно за стано кај мене, ние голема мака имаме, нарочито од сите тие 6 кат, али јас најповеќе затоа што сум крајни. А секое рано станување, прво што ја клаваме е греалицата да грее. И таа мораме да држиме негде до 11-12 сато. Дајно е поплака до самата дирекција за отоплификација, дајна е поплака до дирекцијата за израдба, али најпоќе сега при крајот, пошто се приклучија и јад, пословницата, народна техника, така да се ние и сумњаме да не може доволно да хранит и остануваме во многу ладни простори. Се облекуваме, еве се удебело, вид, лане у танку идевме, јас стара жена у танки цорапи идев. А оваа година се удебело сме облечени, со джемпери седиме, смрзнавме. Кој ќе дојде топло, кој ќе влезе, кој ќе застане и ладно. Греалица е стално. Ја не знам шо мисло, а ќе дојда 50.000 тража, дај, на. Цело лето плаќаме, цел зима плаќаме. Во детската градинка 13 ноември во клонот во градскиот зид. Минатата година температурата беше повисока. Сметаме дека проблемот не е во инсталацијата, а на што се должи тоа што оваа година температурата е многу пониска, не можеме да кажеме. Инаку, ние сме постојано во контакт со надзорниот орган, со изведувачите, со директорот на топлификација, кој не обеќа подобрување на ситуацијата.
Со децата се снаоѓаме како што умееме, ги прибираме во административните простории, каде што е потопло, или пак вклучуваме греалки. Методските единки од областа на физичкото воспитување ги изведуваме во трапезаријата каде што е потепло. Во времето на дневниот одмор настојуваме децата да не ги расоблекуваме многу, иако тоа обично не го практикуваме и ги покриваме потопло. Сега сум на мнение да купам уште една поголема греалица, додека е ова зимата, бидејќи како што гледате со ова не може да се изгледа заради малото. А инаку ние ќе се најдеме секако. Топло се испотивме, не се трпи од седење, а иначе мраз, не знаеме каде да се згрееме. Какво топло? Толку пути сме викнале луѓе комисија, за да дојдат, ќе биде бабо, ќе биде, до денеска уште ништо не бива. На много места интервениравме и во пунктот и во Заводот за стамбено и комунално стопаницување, меѓутоа никакви резултати нема, никакво подобрување. Дали топланата ги исполнува своите обврски? Па во најголем број на случаеви јас сум во убеден дека топланата ги исполнува своите обврски. Таа испорачува доволна количина на вода, која е потребна према капацитетот на зградите. Ние во последно време поради притужби набавивме и 3 мерача на проток на водата, така да кај што има притужба, прво го монтираме мерачот на протокот, да видиме дали топлификација ги исполнува своите обврски. Ако топлификација ги исполнува своите обврски, тога е проблемот во одржувањето на инсталацијата. Ние сме сукобени, кој што реков, оваа година со проблемот дека грешките ни ги нафрлува да се кај нас. Факат е да некои објекти, као рецимо блок 4 и 5 во градски зид и Кула 1, 2 и 3, кои што веќе некои од нив са во трета грена сезона идат, до сега не сме ги имале тие проблеми, се јавуваат во оваа грена сезона. Логично е да, во принцип, грешките не са кај нас. Може би имаме грешки тук, тамо, некој прснат радиатор, чланак, што ја знам, прсната цев и така, меѓутим, во тек на двогодишен гарантен рок, ние тоа го отклонуваме. Имаше, реков, недостатоци во тоа што кога ќе настане дефект, врло тешко се добиваја овие стручњаците за да го отклонат. Ќе викаја сите станари кога да дојдат, кај нема парно и така натаму. Значи службата нивна не беше уредена и тој проблем е и понатаму. Например, ако стане некој случај да прсни цев, треба станарите долго време да чека да може да го отклонат дефекто и да се пушти грењето. Али во тој случај, ова од парното и одговорните не се одазива одма. Не му е службата вака дотерана. Во одлуката за испорака на топлинска енергија јасно се прецизирани обврските на станарите, обврските на собствениците на инсталациите за грејање, а тоа се кучните савети. Обврските на топлификација престануваат со влезот на инсталацијата цевната мрежа во зградата. Значи, одржувањето на подстаницата топлотна и инсталацијата во зградата е ствар на кучните савети. Разбравме уствари дека Гранит е во спор со изведувачот со 14 децембар, меѓутоа на денот кога дојде комисијата да испитат какво е грејењето, тој ден беше температурата на радиаторите изнад очекувањето. Изненадени сме, не знаеме во ствари дали инсталацијата во ред или пак тука се некои други работи. Ние сме консултирале вешти лица, сме консултирале стручњаци, затоа што имаме голем притисак од станари, бидејќи другарите од топлификација увек се обраќат на наша адреса, да нешто не е во ред со нашата мрежа. Меѓутоа констатиравме да режимот на грејење не е онака како што е предвиден да биде. Со други зборови, они не се придржават и не ги исполнјават условите што е потребно да го исполнјават по еден така наречен клизни диаграм, кој што треба во секое време да обезбеди потребна температура на вода во зависност од спољна температура и разбира се да обезбедат во подстаницата
потребна количина на вода со потребен притисак. Да е тоа така, ја би дал еден пример. На еден голем притисак од станарите на блок 4, ние со помоќ на судски вештаци и со помоќ на судот обезбедивме клjuč од топлотна подстаница. Тој ден практички ние вршевме загрејавање на блок 4 и тој ден блок 4 1-2 сата грееше. Меѓутим, штом клjučот го предадовме назад на топлификација, бевме информирани да режимот веднага они го промениле, така да грејење немало во тој ден. Дали се помалце ребрата, мислам на телата тука, или е посреди некоја друга работа? Има еден друг факт. Кога поминува некоја комисија, тие испраќаат поголема количина или позатоплена вода, така да комисијата де факто најдува еден начин на затоплување кој што задоволува. Меѓутоа, еве, фактот е тука, ние исцело се подпомогнуваме во грејањето преку денот со греалица. Што мислите, што е решение да се подобри оваа ситуација? Да се подобри оваа ситуација, решењето се во два правца. Прво, да топлификација редовно испорачува топлина према потребниот диаграм, према дневната температура, што сметам дека е најлесно да се постигне, затоа што капацитетите на котларите, со кои располага Скопје сега, ги надмашуваат приклучените капацитети на потрошачите. Има резерва за најмалку уште 10.000 стана, моментално. А таа резерва може и да се зголеми со форсирање на котлите. Меѓутоа, јас сметам дека основен проблем лежи во одржавањето на инсталациите за централно грејање. Секоја инсталација за централно грејање има свое одржавање, тековно и инвестиционо. За да се реши тековното одржување на инсталациите за централно грејање во стамбените и деловните обекти, потребно е да се во градот организира стручен сервис за одржување на овие инсталации. По мое согледување, би требало отприлике да има една организација стручна од 60 на луѓе, распоредени во 4 пункта во градот, кои би покривале соодветна територија. Меѓутоа, од направената анкета до сите куќни совети, никој не се одазва и не даде пристанок на формирање на таков сервис, па и до него не дојде. Иначе тој сервис можеше да го формира и дирекцијата за топлификација, а може да го формира и заводот, ако има такво интересирање од страна на куќните совети, да се тоа одржавање на овие инсталации повери на овој сервис. Иначе, може да очекуваме поголеми проблеми доколку не дојде до такво формирање. Затоа што овие инсталации за сега се уште нови и, бидејќи во овие локалитети ние се уште градеме, на интервенции на станарите ние често пати ги ангажираме изведувачите да дојдат да погледат што е и да во некој случај извршат интервенција. Меѓутоа, тоа е сасвим парцијална интервенција и не е оноа што е потребно за несметано користење на објектите. Што мислите, кога ќе ви биде топло? До година, може. Сега годинава не верувам. Еве половина зима помина. Кога? Летоска? Летоска може.